помина 17 години кога последен пат се обратив на една пресконференција во Скопје и повторно имам едно чувство на дежаву, враќајќи се повторно тука, но тогаш бев во едно време на криза, во време кога Македонија сега започнува да си го трасира својот пат во просперитетниот свет. Ви се благодарам на топлото добре дојде. За најголемиот број од нас во 2001 година беше земјата која што доминираше во мојот живот и доминираше во НАТО. Имаше едно искуство кое што беше скоро до смртта за ова земја, една длабока поделеност и емоции на поделеност и можност за поделба на ова земја на Балканот. Но за среќа тоа не се случи. Тоа не се случи затоа што луѓето и раководството на оваа земја застана заеднички, обединето и храбро, задржувајќи го курсот најнапред. Сето тоа значеше дека Македонија посака да учествува и да партиципира во Европската Унија и во НАТО. Со господинот Хавиер Солана дојдов некаде околу 11 пати, ја посетив Македонија и видовме како договорот се подпишува. Тоа го ја направи Македонија единствена, не само на Балканот, туку и во целиот свет. Земја која што беше на работ на граѓанската војна, одеднаш прерасна во земја која што тропна на европските врати и која што ја разбра потребата за подобра иднина на прагот на Европската Унија. Драго ми е што земјата посака да стане земјана членка на Европската Унија и го прифати ова заедничко помирување. Денеска заедно со оваа Охридска група, а тука јас правам, го кршам едно ветување кое се го направив пред себе си во 2001 година. Тоа ги гледате имињата кои што учествуваат во оваа Охридска група. И ние ги ја нарековме Охридска група, ние сме пријатели на оваа земја. Го избравме името Охрид затоа што Охрид е единствено за Македонија. Значи е земја во која што град во кој што се потпиша Охридскиот договор, меѓутоа е и град во кој што е град заштитен од УНЕСКО и сметам дека има голема символика. Ние сме големи пријатели на Македонија и ние сме еден вид на think tank, еден вид на извор на информации, знаење засновано на нашето искуство. Но ние не сме во бизнисот или во активноста во вмешувањето или во домашните работи, меѓутоа немаме и некоја зацкриена агенда, туку да бидеме само пријатели на луѓето на Македонија. Нашите совети ќе бидат посветени на премиерот Заев и на коалицијската влада и на неговите министри, но ќе бидеме исто така и достапни и за опозицијата и за неговата екселенција, председателот на Република Македонија, да работиме заеднички и да ја помогнеме на оваа земја. Вашата земја со цело срце се заложи за членството во Европската Унија и во НАТО. Но ние навистина немаме единствена формула за постигнување и да добивање на ова членство. Не сме тука да дадеме некои лажни ветувања и лажни ветувања. Важно е Македонија и македонците да се заложат, да донесат одлуки кои што може нема да бидат лесни, но може би нема да бидат популарни, но ќе бидат важни за сите идни генерации. За сите овие идни генерации едно лидерство, раководство кое што е одлучно и кое што гледа во еднината, а тоа се случи во Охрид пред 17 години, ова ќе биде многу важно и денеска. Па затоа барам од вас
премиере Заев и од вашата влада и на начинот на кој што вие го фативте чекорот и лидерството кој што го покаживте за вашата земја е вистински патриотизам кој што еден премиер може да го покаже. И исто така му барам од премиерот Ципрас од Грција и му се заблагодарувам за неговата поддршка во целиот овој процес. Западниот Балкан се уште останува грижа за поширокиот свет, а Македонија, која што е на чекор на евроатлантските институции, е голем фактор за стабилизација на целиот овој регион. И да завршам со една оптимистичка порака. После години на пловење и талкање, навистина забележувам вистинска надеж за напредок. Ние навистина веќе сме постари дипломати, постари државници, но ние ја нудиме нашата поддршка со понизност. И сето наше акумулирано искуство ви го ставаме на располагање, верувајќи во иднината на оваа земја и во нејзиното место во Европската Унија, кое што ќе биде во полза за сите во оваа земја, но и за целата Европа како целина. Одлично ја познавате ситуацијата, односно конфликтот од 2001 година, па со оглед на тоа ќе може ли да искоментирате одлуката на судот од пред прилика 2 недели, каде беа ослободени обвинетите за убиството на тројцата полицајци на влезото Дарачиново, што на некој начин представува вовед во тој конфликт од 2001 година. Одговорот на вашето прашање не. Нема да можем да коментираме тоа. Не сме тука да коментираме за ситуацијата која што се случува во Македонија, ниту да се навраќаме на старите настани од 2001 година. Тогаш се случија тие работи, а од тогаш многу се поместавте. Гледајте во иднината, не гледајте во минатото.